Во духовната природа на човековото битие е всадена жет за сознавање на вистината за се она што не обкружува. При таквата представа за стварноста, кај човекот како единствено свесно и разумно битие, се поставува можеби и не сакајќи прашањето. Кој го создаде сето тоа и му го подари на човекот? Прашањето за творецот на целиот универзум и на се што постои е старо колку и човекот. Затоа во оваа емисија говориме за Бог како творец на се што постои во сите димензии на постоењето. Со нас во нашето студио е нашиот постојан соговорник и сопатник на овој пат, презвитер Ивица Тодоров. Светото писмо започнува со вистината за Бог како единствен создател на светот. Пред оваа прва и почетна вистина се заснова целокупното откровение на Стариот и на Новиот Завет. Каков одговор ни дава писмото за тоа како и зошто Бог го создал светот? Така, навистина, тоа е суштинското прашање. Прашањето за постоењето. Прашањето зошто постоиме и прашањето за тоа кој е нашиот творец или дали воопшто имаме творец или сме настанале ова случајно. Затоа што има и такви одговори во овој свет дека ние сме настанале случајно, односно во некаков процес на еволуција, но кога ќе го отвориме Светото писмо, во првата книга Мојсеева, таму ни е засведочено дека Бог го создаде небото и земјата, односно Бог, Елохим, Сесилниот, е творец на се што постои во сите димензии на постоењето. И не случајно и втората тема од воведниот курс Училиште за животот е баш таа, Бог како творец на се што постои во сите димензии на постоењето. Затоа што оваа вистина, како што и ти предмалку го кажа тоа, Врациме, е темелната вистина на кое се темели Божјото откровение. Ако Бог не е творец, тога се што читаме во Светото писмо, на што се темели? Ова е темелната вистина, дека Бог е творецот на се што постои во сите димензии на постоењето. И кога говориме за сите димензии, во тие димензии се подразбира и духовниот свет, значи сето она што постои во тие духовни сфери на постоењето, и во севкупниот материјален универзум, секако кафето е материјален универзум, и така и тоа е прашање на кое ќе говориме на ова наша емисија. Тоа е темелот. Темелот на што се темели Божјото откровение е вистината дека Бог е творецот, Бог е промислителот на се што постои. Значи не само што созда, тој го промисли сето и самиот тој е смислодавачот на се што постои. Надвор од него, надвор од смислата што тој ни е дал, нашето постоење нема своја смисла, своја цел. А кога го познаваме него, тогаш ние спознаваме и својата смисла и својата цел на постоењето и така доаѓаме и до одговорот кој е нашиот творец и кој е нашата смисла како создание Божји. Така. Може ли сега на почеток да проговориме за целиот тој процес на создавање што е и запишан на почетокот во првата книга Мојсеева во Битието? Тој седмоднев на создавањето. Да, значи, многу интересна работа. Многу често кога на предавањата во рамките на Училиштето за животот говориме за оваа тема, јас им поставам едно прашање на учесниците на предавањето, дали тие може со својот ум да создадат некаква слика, представа за тоа како настанал светот. И многу интересно дека скоро никој, не скоро, него никој не е во можност со својот ум, значи во својот ум, со својот ум да изнедри представа за тоа како настанал овој свет. И затоа гледаме и кај древните народи, имаме митолошка една представа, некакви наши фантазии и така натаму за тоа како настанал овој свет. Значи човекот има потреба за некаква представа, за некаков одговор и древните народи, кои го немале Божјото откровение, ти имале своја некоја фантазмагорична представа или митолошка представа и така натаму. Кај разните народи имаме разни представи за тоа, но кога го читаме она што го запишал пророкот Мојсеј, вдахновен и воден од Светиот Дух, ние го читаме тој процес на создавање на се што постои.
И не случајно првата книга Мојсеева почнува со зборовите Берешит, Бера Елохим. Во почетокот Бог го создаде небото и на земјата. Сега многу е битен тој момент во почетокот. Да. Во почетокот што ни открива тој збор? Брешит. Самата книга така се вика, првата книга Мојсеева на еврејски, во почетокот. Самиот овој збор ни открива дека Бог е надпросторно и надвремено битие. Значи, битие кое не е детерминирано, значи, не е условено, не е во рамките ни на некаков простор, ни на некакво време. Да, Бог е надвремено, надпросторно битие, тоа е вечно битие, кое со ништо не е детерминирано, со ништо не е условено. И ние просто со нашиот ум не можеме да ја разбереме таа состојба на екзистенција во која Бог екзистира, ако може така да се изрази човек. Непоимливо едноставно. Непоимливо е, да. И потоа го имаме Берешит Бера Елохим. Значи Елохим тоа е еврејски збор за Бог кој се преведува со сесилен. Значи не случајно во македонскиот превод е во почетокот Бог, но сепак во еврејскиот превод, во еврејскиот изборник е Елохим. И сега кога се преведува тој збор, тој збор се преведува како сесилен, односно оној кој има полнотата на мојта. Значи, оној кој е полнотата на мојта, оној во кого е концентрирана сета моќ, значи апсолутната моќ. Само тој може да биде творец кој од ништо создава. Значи, и потоа во првата реченица, тамо пророкот Мојсе ни пишува дека во почетокот Бог го создаде небото, под небото се подразбира духовниот свет и земјата, под земјата се подразбира таа прасубстанца, значи прасубстанца, праматерија, на која делува Бог и полека ја уредува во тој материјален универзум. Значи многу малку имаме за духовниот свет, односно за светот на ангелите имаме само еден збор. Да. Потоа имаме за дека Бог е творец на земјата и дека таа била безформна и празна. Значи безформна, значи нема форма и празна. И потоа читаме дека Бог делувал преку својот свет дух, сега, и светиот дух лебдеше. И на еврејски би било поточно ја загреваше водата. И сега тоа е многу интересна работа, што подразбираме под тој термин вода, во таа димензија тамо, затоа што треба да го имаме ова на ум. Значи, Бог го создава духовниот свет и потоа просторот за материјалниот свет, значи просторот за материјалниот свет, сега нашата планета Земја се наоѓа некаде. Значи, Бог го создал тој простор. Бог го создал просторот и за нашата планета Земја, и за овој планетарен систем, и за оваа галаксија, и за сите галаксии, за се што постои во овој материјален универзум. Сега, колкав е овој простор, дали се шири, што велат научниците, ако се шири, каде се шири, така, многу прашања се отвараат. Но тоа ни е откриено. И сега преку сите тие нешта што ни се откриени од Бог, нашиот ум преку прашања се дава одговори, полека, преку таа логичност. И сега понатаму се вели дека во таа димензија на материјалниот универзум се појавува светлината. Да, и сега, затоа што во четвртиот ден, во четвртиот јом или период на создавањето имаме одговор на тоа дека Бог ги создава светилата небесни, односно сонцето, месечината, звездите, тогаш тука се говори за некоја друг тип на светлина. Светите оци ни говорат за таа нетварна светлина, божествена светлина. Но што е тоа точно, тешко може да се одговори. И потоа полека во тој период од 6 дена. Се треба и тоа да го објасниме. Значи, се 6 дена. Да, затоа што во четвртиот ден или јом на еврејски значи ден, ама значи и период. И сега многу интересно тоа кога Бог рече и создаде и после Бог е учесник во создавањето и вели тамо пишува пророкот Мојсе и ден Мојсе и ден први, ден втори, ден трети, ден четврти, ден пети, ден шести и така натаму.
И значи кога говориме за тој ден, односно би вечер и би ден, значи прво имаме ова темнина па светлина, значи кога говори за тој ден, ние не можеме тој ден да го ставиме во рамките на 24 часа, во однос на овој ден што ние го подразбираме денеска, затоа што еве кажав пред малку дека она со светилата небесни, со сонцето и со месечината и така натаму, веќе тука се говори за во четвртиот период од создавањето. Значи тој е огромен период. Ние просто не можеме со нашите умови да го разбереме, тој е огромен период на процесот на создавањето. А од друга страна може да биде и многу мал период. Просто ние не можеме да влеземе во таа мистерија на оној кој е без време, кој е над времето и е без времето, затоа што тој Бог не живее во време, он не е детерминиран со време. И сега он е творец и на просторот и се разбира на се што постои во просторот, аналогно се започнува една друга димензија и време, он е творец и на времето. И просто во однос на Бога ние не можеме да го одредуваме времето. И затоа тој период ние не можеме конкретно да го определиме колку трае, првиот ден или вториот ден или третиот ден и така натаму. Но битно е дека гледаме дека има последователност. Како последователно, значи Бог го создава сето што го создава, конкретно и оваа планета Земја, па потоа се говори за сводот над Земјата, за сводот под Земјата, за како се создаваат морињата, како Бог интервенира и така натаму, како се создаваат првите поедноставни живи суштества во водата, па потоа во воздухот, па потоа цицачите и на крајот шестиот ден, шестиот период, се создава, односно Бог го создава човекот. Значи, сега зошто 6 дена? Односно 7 дена. Седмиот ден е тој период на полнота. И седмиот ден го благослови Бог. И седмиот ден е всушност денот на Царството Божјо. Ќе го објаснам тоа. Се вели тамо во првата книга Мојсеева дека Бог виде дека се што она што го создаде е создадено добро, да. И го благослови Бог седмиот ден и се одмори од делата своји. Сега тоа е малце антропоморфизам. Бог не може да се одмори, како може да се умори тој што е сеселен, но тоа е тој пристап за да ние го разбереме со човечкиот ум и така натаму. Значи Бог го благослови сето тоа што го создаде и во сето тоа што го создаде се уште немаше зло. И тој седмиот ден, шабат, е тој спокојот или мирот или хармонијата на Царството Божјо. Значи, апсолутна хармонија, рациме. Замисли, во сите димензии на постоењето, и во духовниот и во материјалниот свет, и се што постои во материјалниот свет, и се што постои на оваа планета Земја, се е во хармонија. Совршенство на постоењето. Совршенство на постоење, да. Значи, од најниските нивоа на екзистенција, до највисоките нивоа на екзистенција, тоа е човекот во овој свет, значи се е во апсолутна хармонија и полнота. И човековото постоење и корелацијата на човековото постоење со природата. Замисли, Бог се промислил околу човекот да соодветствува за потребите на човекот. Да. За да може човекот односно да живее на оваа планета Земја. Тоа е тоа. Тоа е еден процес кој многу тешко може да го објасни човековиот ум и затоа ние христијаните ова го доживуваме, она што ни е оставено од пророкот Мојсей, како Божјо откровение, затоа што човековиот ум не може, рациме, не може да го изнедри тоа. Просто не може да го изнедри, не може да го измисли. А особено кога сега со помош на науката навлегуваме во тајните на созданието Божјо, ние просто се фрапираме од сето тоа што тој го создал и од начинот како сето тоа создадено, како сето тоа е поврзано и како сета твар на Бога му восфалува благодарност, како што тоа пишено во псалмите. Затоа што кога човек ќе го осознае, кога ќе го допре тоа, тогаш навистина се потикнува тој момент на благодарност кон Творецот. И воските. Сега во претходната емисија говоревме за тоа во кој каков Бог веруваме ние, дека е троичен, исто да го исповедаме во символот на верата. Тоа е постулат на нашето православно, основа на нашето православно верување.
Сега во символот на верата исповедаме за Бог Отец, Вседржител, кој што е творец на небото и на земјата и на се видливо и невидливо, оној што го Така. читаме во Битието. Говориме за Исус Христос, Син Божи, единороден, кој што е роден, не создаден, преку кого се станува, и за Свет Дух кој живот твори. Значи тука сите три ипостасни лица на нашиот троичен Бог влегуваат во процесот на создавање. Сега дали ние можеме да навлеземе да го разјасниме тој однос на создавање, како тие лица се вклучени или едноставно и тоа го примаме како вера, како Така. Значи вака кога го читаме ние почетокот на книга Битие или на создавањето на светот, првата книга Мојсеева, Брешит, ние таму гледаме, односно воспримаме две сведоштва за создавањето. Првото сведоштво е така наречено од библиската наука елохистичко, Елохим. Значи тоа е едното предание што го прима ова пророкот Мојсей. Значи тоа е многу битен момент. Значи пророкот Мојсей од една страна го има усменото предание што народот еврејски го пренесува. Ова од друга страна го имаме и откровението, што самиот тој го добил од живиот Бог, од самиот Творец. Сега во едното предание баш она што се предава, го имаме тоа сведоштво, например, за 6 дена и за 7-миот ден и за тоа како Бог го создава човекот по свој образ и подобие и така натаму. И потоа го имаме она другото предание за создавањето на човекот од прав земен, односно за Адам, потоа конкретно за тоа што се случува на оваа планета Земја и конкретно што се случува во Едемската градина, како Бог ја устројува Едемската градина, односно она што ние го нарекуваме рај, иако Свети Јован Дамаскин, кој на еден начин ја сублимира апостолско светотечката мисла, тој вели дека под рајот ние не можеме да подразбираме само ова материјално создание. Да, рајот бил и материјален, бил на планетата Земја. Значи целата таа хармонија на спојот меѓу духовното и материјалното, тоа било најубаво изразено во рајската градина, во Едемската градина, кај што биле Адам и Ева. И тоа е опишено во тоа второто предание или јахвистичко предание и така натаму. И затоа што во едното предание го имаме терминот Елохим, значи Бог, сесилниот, во другото го имаме Јахве, значи оној кој е вечниот. И сега, кога сите овие нешта ќе ги примиме и ќе ги анализираме и ќе разбереме зошто апостолот Јован го започнал своето евангелие со следните зборови. Во почетокот значи беше Словото. Во почетокот беше Словото или Логосот. да. Логосот беше во Бога и Бог беше Словото или Логосот. И се стана преку него и без него ништо не стана што стана. И сега, значи, апостолот Јован многу добро знаел што пишува. Значи, ние во првата книга Мојсеева цело време сме сведоци за тоа дека Бог рече и стана. Бог рече и стана. Значи има некаква интервенција. Сега апостолот Јован ни ја разоткрива таа интервенција. Да, ни ја разоткрива таа интервенција, односно апостолот Јован и останатите апостоли примајќи го откровението од самиот Син Божи кој стана човек, а тоа е откровението за вистината дека Бог е еден. Значи, евреите како го доживувале Бога во Стариот Завет, дека тој е еден, дека е единствен, дека е над просторот, над времето. Сега, во Новиот Завет, со доаѓањето на Месијата, самиот Месија, самиот овоплотен Син Божи, Логос Божи, Збор Божи, тој на апостолите им открива како одел целиот тој процес на создавањето, дека тој збор, таа реч преку која делувал Отецот Небесен е тој. Самиот Логос или самото Слово Божјо, самиот единороден Син Божи. Сега, ако малце повнимателно размислиме,
и подлабоко навлеземе во содржината на Светото писмо, значи ќе видиме дека во новозаветното откривање за Бог ни се открива како еден, како единствен, ама како троичен. Отец кој има свој син и Дух Свети. Сега, за создавањето. Значи, Отецот создава преку својот син, преку својот логос, преку својата реч, преку својот збор. Исто сега во моментот, јас со тебе, брат Симе, комуницирам преку мојот збор. Ти со мене комуницираш преку твојот збор. Значи, јас кога би замолкнал и ти кога би замолкнал, ние не би имале комуникација. Сега, Бог создава преку своето слово, преку својот збор, преку својот логос, во силата на Светиот Дух. Сега, што тоа значи? Што тоа значи? Не случајно Јован Богослов го започнал своето евангелие. Во почетокот беше Словото. Во почетокот на што? Во почетокот на се што постои. Така и пророкот Мојсија започнува својата книга. Во почетокот Бог го создаде небото и земјата. Тој е многу битен збор во почетокот. Сега Јован Богослов оди уште подлабоко. Значи во почетокот на се што постои, во сите димензии на постоењето беше Логосот. Затоа што Отецот Небесен, кој е иницијатор за создавањето, кој е потикнувачот за создавањето, тој создава преку своето слово, преку својот логос, преку својата реч, збор или единороден син Божи. Сега, што тоа значи? Тоа значи дека Отецот е иницијатор, потикнувач, осмислувач на се што постои и тој, тоа што го осмислил, го создава преку Синот. Што значи тоа преку Синот? Дека Синот, односно Логосот Божи, на се што постои, му дава логосност, односно смисла, односно програма. Значи, се што постои има своја програма. Значи, да земеме било кој цвет, и ако го анализираме цветот, ние ќе видиме дека сето тоа е устроено. Ако навлеземе во ДНК, во РНК, во клетката на човекот, во мозокот на човекот, во окото на човекот, во кожата на човек, во се што постои, ние ќе гледаме, ќе видиме дека се е ово обмислено. Значи, се е сврзано. Значи, се е промислено од некого. Се е укомпонирано така како што треба да биде. И сега, како треба да го разбереме процесот на создавањето? Се доаѓа од Отецот. Отецот е иницијатор, потикнувач, осмислувач, програмер, ако можам така да се изразам со современ јазик, на се што постои, оно што му дава логосно, смисла, програма на постои, смисла. Говоревме на самиот почеток на емисијата, оно што ја дава целта на постоењето е Логосот, односно единородниот син Божи. Зборот Божи. Преку Отецот, од Отецот преку Синот во Светиот Дух. Сега, што значи тоа Светиот Дух како животодавец, животворец и така натаму. Значи, говоревме за тоа дека Бог е над просторот и времето. А ние читаме во првата книга Мојсеева дека преку делувањето во материјата, значи го читаме Јона и Светиот Дух ја загреваше водата, значи делувал на тој етер и така натаму, на тоа многу сериозно длабинско толкување, објаснување на сето тоа. Значи, како да го разбереме Светиот Дух, неговото учество во создавањето. Значи, имаме некоја представа за Отецот како оној кој е иницијатор, за Синот како смислодавач, како програмер, оној што ја дава смислата на тоа што постои. Например, гледаме патлиџан. Сега некој го осмислил првиот патлиџан, или првата банана, или првата лубеница, или првото јаболко. Значи некој го осмислил да биде со тие хемиски комбинации за да има таков вкус и така натаму. И сега тоа што некој го осмислил и му дал програма, треба некој да го активира како постоење во овој свет, во овој тродимензионален свет. И тоа го прави Светиот Дух. Значи, од Отецот преку Синот, како што ни сведочи Јован Богослов, се што беше создадено преку Логосот. И за Логосот, како смислодавач. Преку единородниот син Божи, во Светиот Дух, во силата на Светиот Дух. Значи, Светиот Дух е оној кој
она што Отецот го иницираше како создание, а Синот му даде програма, Светиот Дух му даде постоење. Постоење во овој тродимenzионален свет. Одеднаш се појавува, например, првиот домат, односно првиот патлиџан во овој свет, или првата банана во овој свет. Или, еве, говориме за првите птици или првите риби. Значи, одеднаш се појавува тоа. И баш и за тоа сакав да проговориме. Се тоа е создавање од ништо. Значи ex nihilo, значи буквално Екс нихило, да. Да, од ништо, создавање од ништо, и сакав тоа да го разјасниме малце Но вака, значи иницијаторот на создавањето и програмерот, односно логосот, тие ја имаат основата на постоењето, програмата на тоа што треба да постои, но тоа што започнува да постои во овој свет, тоа е создадено од вештаството на овој свет. Значи, од материјата на овој свет. Значи, ние гледаме од наједноставните созданија до најсовршеното создание човекот, ние гледаме дека ние сепак имаме нешто кое е од овој свет, тоа е материјата. Ние, луѓето, сме и духовни, но и материјални суштества. И затоа пророкот Мојсија ни говори дека Бог го создал човекот од прав земен, односно се мисли на телото на човекот. Значи, од сите елементи од овој физички универзум. Значи, целиот Менделеев систем, сите елементи од овој физички универзум, сите елементи од периодниот систем се во, да, како што вели Свети Максим Исповедник, дека човекот е микрокосмос. Значи, мал космос. Значи, сите елементи од целиот физички универзум, од кој е сочинето, ние не знаеме кои се сите елементи се уште, но сите тие елементи ги има во човековото тело. И Бог од прав земен, тоа е таа аналогија за тие елементи, од кои е сочинето човековото тело, Бог, значи, од тоа го сочинува човековото тело, но вдахнува дух животен и човекот станува жива душа. Да, и сега тоа се случува и со сите суштества што постојат. Значи, Отецот е оној што го промислува, го иницира создавањето за првиот свет, например за првото лале, или за првата роза. Значи, тоа е тој што е промислува, значи да постои таква како што е. И ја поврзува со се што е создадено. Се што е создадено е поврзано едно со друго, братци. Тој што ја дава програмата на првата роза е Логосот, зборот Божи, а тој што во овој вештаствен, материјален свет, тоа што е потикнато како создание од Отецот преку Логосот, тоа во овој свет му дава постоење Светиот Дух. Значи, одеднаш, тоа е многу интересно, така јас ги доживувам работите, така читајќи ги светите оци сум ги воспримил, значи одеднаш во овој тродимензионален материјален свет се појавува, например, првата роза. Потоа првото лале или сите неизбројливи растенија што постојат, со сите родови и врсти во овој свет, сите живи суштества. Одеднаш се појавува првата риба, од тој и тој род, од тој и тој вид и така натаму и така натаму. Значи тоа е навистина така восхитувачки, но ние гледаме дека едниот и единствениот Бог, Отецот и Синот и Светиот Дух учествуваат во создавањето. Отецот како оној кој е иницијатор, значи тој е оној што е потикнувачот, осмислувачот и оној што ја има полнотата на се. Значи, замисли ти каква моќ треба да имаш за се тоа што го создаваш, да го поврзаш, да има поврзаност едно со друго. Значи, тоа доаѓа од небесниот Отец и затоа во символот на верата се вели: верувам во едниот Бог, Отец Вседржител, Творец на небото и на земјата. Да, од него почнува се. И потоа, кога се говори за Синот Божи, се говори дека преку него е се создадено што е создадено, а кога се говори за Светиот Дух, се говори дека е животот давец. Дека тој е оној кој го приведува постоењето на сите нешта што постојат во овој свет, во овој тродимензионален свет, кој одеднаш започнува да постојат, но тој го одржува постоењето. И без Светиот Дух, без делувањето на Светиот Дух
невозможно постоењето во овој свет. Тој го одржува постоењето. И сега, тоа е навистина малце по-мистично. Просто, од нас луѓето, кога ние го губиме Светиот Дух, односно силата на Светиот Дух, ние сме како батерии кои имаат, например, енергија за некое време, но како истрошена батерија, таа се фрла. Така да, кога ние сме отпаднале од Бог, кога сме ги изгубили тие животодавни енергии на Светиот Дух, ние гледаме во каква духовна отпадната состојба сме навлезли, така натаму. Тоа би било наједноставно, за да можат и сепак нашите гледачи да разберат и сепак, ако сакат подлабоко да навлезат во оваа проблематика, значи, тука е почетокот на Светото Писмо, првата книга Мојсеева, првата глава од Евангелието според Јован, таму нештата се конкретно кажан и во целото Свето Писмо, всушност, секаде се сведочи оваа вистина, но особено сето ова што го читаме е најдобро објаснето кај светите оци на црквата, конкретно кај Свети Василий Велики, кај Атанаси Велики, кај Григори Богослов и така натаму, кај останатите свети оци, но многу се битни светоотечките дела, че сепак светите луѓе, вдахновени од Светиот Дух, преку просветениот од Бога ум, тие може да навлезат во овие тајни и да изберат зборови кои ќе ни бидат јасни на нас, за да може ние колку толку да учествуваме во разбирањето на оваа тајна на создавањето. Убаво, инспиративно, отец Себо, ова кажано. Се надевам, малце е тешко, брат Симе, кој е наједноставниот, но ќе се потрудат нашите гледачи да го разберат. Да, тоа е, мора малце напор, да. Неодамна нашите колеги, соработници, снимија анкета на оваа тема, па би можеле да погледнеме во наредните минути што они мислат на оваа тема. Да, верувам дека Господ Бог е творец на се што постои, затоа што во светот работите се поставени во таква совршеност да не може да се остави на некоја случајност или коинциденции. Значи, исто така Бог не само што го создал светот, тој и го одржува светот. Да се објасни Бог е невозможно за нашиот човечки ум, бидејќи ние сме рационални битија и размислуваме повеќе со умот. Меѓутоа, ако човек подлабоко малку навлезе и читајќи го Светото Писмо, ние се повеќе и повеќе се доближуваме до Бог и разбираме дека тој е создател и творец на светот. Тоа се случува постепено, значи секој човек има свој пристап и свој начин како ќе допре до Бог. И тоа е лично и индивидуално за секој човек различно е. Тоа не може да се опише со зборови, тоа може само да се почувствува длабоко. И конкретно, читајќи го Светото Писмо, се соочуваме со нешта. На почетокот кога го читаме, толку не може да ни станува јасно. Меѓутоа, како се повеќе навлегуваме во читањето и во разбирањето на тоа што Бог ни го говори, ние едноставно се задлабочуваме во тоа и почнуваме да гледаме неговата промисла за светов, како настанал, зошто настанал и неговата промисла за вечниот живот, Царството небесно. Сметам дека е создадено од Господ, светов. Бидејќи тоа сум го учел и сум го чул од моите родители, сум читал Свето Писмо и така да од него сме создадени. Дали постои творец или не, ние се разбира дека веруваме во Творецот и дека ние сме и самите негова творба и така натаму, и овој свет он го створил за нас и вишиот свет преку духовниот живот да го стекнеме како вечен живот. Моите сознанија дека Бог постои, дека Бог е создадел и креатор на сето ова што постои околу нас, првично доаѓаат уште од мојата наредна возраст, од моите родители.
Но понатаму, како што поминуваше времето, нормално е дека треба сам да си го осознаеш фактот дека и да се убедиш самиот во сето тоа, нели? Како и впрочем одиме на училиште, учиме нашите знања се продолбочуваат во многу области, па така и во ова. Учевме за постанокот на светот и секогаш сум се прашувала како тоа и зошто, дали е човекот создаден од мајмун или не од мајмун и сега како тоа се одело. И нормално, меѓутоа, едно внатрешно чувство, секогаш постоеше едно внатрешно чувство кое што ми кажуваше дека, го чувствуваш, тоа не се опишува, дека ние сме сами совршени суштества, совршени креации. Доволно за мене што самата земја раѓа и дека тоа е најголемото чувство што се случува, околината, природата, самиот процес на размножување, значи кај меѓу растенијата, животните, луѓето. Сето тоа ми сведочи дека Бог постои, дека нема повозвишена и посовршен творец од Бог. Да, верувам дека Бог постои и тој е творец на се видливо и невидливо во сите димензии на постоење. Едноставно со душата, со срцето верувам. Тоа е тешко да се изрази со зборови. Меѓутоа, на дар ми е дадено да тоа го чувствувам во душата. Едноставно секој човек го има печатот Божи и со свесноста своја ја чувствува таа љубов. Сега зависи на кој степен од свесноста е секој човек. Постоењето на Бога е секако основа за се што постои. Постоењето на човекот е сведочење за постоењето на Бога во светот. Оној кој што живее со таквото мнение во светот, тој знае и да ги организира работите, први својот живот да го организира на начинот на кој што Господ благоволил, открил, посведочил, упатил, посочил и сето тоа е запишано во светите книги на Стариот и Новиот Завет. И доколку таквиот начин на живење се промовира во светот, светот не би бил ваков каков што е. И во таа смисла човекот би бил она за кое што е повикан од Бога. Создание по образ и подобие Божие. Ако човекот така се промовира во светот со тие вредности кои што Господ ги дава за него, тогаш ќе исполни она улога за која што е поставен, да биде креатор и организатор на целата твар. Но за жал во светот денеска имаме, и не е тоа нешто ново, обратни перспективи. Човекот се става во некоја лоша споредба со она што е депримирачко, она што е тековно, она што е резултат на гревовното и настраното живење на човек. И во сите тие негови настраности се доведува до заклучокот дека Бог не му е потребен, што е најтрагичното нешто. Со тоа човекот прави лично битивно самоубиство, личносно прави, а потоа и битивно. Затоа што неговите вредности кои што Бог во него ги сложи се омалважуваат и се упропастуваат на некој начин. Се враќаме назад во студиото, ја погледнавме анкетата, па би можеле малце да прокоментираме за она што нашите сограѓани го кажа. Се темели на верата. Многу интересна работа. Дека се тоа што ни откриено и за тоа што го говоревме премалку брациме, се тоа се темели на верата. Ние не можеме тоа научно да го докажеме. Сам сепак до некаде и науката ни помага се да кога навлегуваме и во тајната на постоењето, во генетиката, например. Генетиката исто така страшно многу помага околу целата оваа проблематика, но и космологијата. Сега порано луѓето си ја представувале планетата Земја како плоча или замисли целиот тој процес како полека
всушност науката доаѓа до она што Бог не го открил. И многу интересно, тоа е најбитниот момент. Значи, она почетокот. Во почетокот Бог го создаде небото и земјата и така натаму. Во почетокот беше Словото, во почетокот на се. Само во библиското откровение, односно во откровението што ни е дадено од самиот Творец, од Елохим, од тој што е вечниот, тој што е над просторот и времето, тој што е полнотата на моќта на создавањето, затоа што е љубов, и затоа што се што создаде од љубов, затоа што љубовта е таа творечка огромна неискажлива енергија, таа создава. Да. Значи, Бог ни го открива тој момент дека има почеток и науката полека доаѓа до тој момент дека се што постои има свој почеток. Особено за овој физички универзум, затоа што за духовниот универзум, односно за духовниот свет, за светот на ангелите, тешко би можеле да говориме. Дури во Светото писмо имаме многу малку сведоштво за тоа. Може би малце повеќе во преданието на црквата, но сепак прво ние многу тешко го разбираме овој наш физички универзум, па камоли за духовниот универзум, но она што е за воскит е тоа што науката доаѓа до тоа сознание дека овој свет има почеток. Но древните филозофски системи, религиозни системи, овој свет го гледале како вечен. Сите скоро пагански, митолошки представи, овој свет го гледат како нешто што вечно постои. Так. А Бог ни открива, Светото писмо тоа го пренесува како информација со векови дека се ова има почеток и науката тоа го потврдува. И повеќе кога сме на подрачјето на науката, нели, совршеноста на целиот наш универзум и на се што постои ни укажува на тоа дека се работи за совршен создател, кој не само тоа совршено го има создадено, туку го одржува во едно совршено постоење. Так, еден мој пријател вика Бог е најголемиот математичар. Најголемиот уметник, затоа што прво како математичар се е промислено, најголем уметник се е прекрасно, преубаво создадено и најголемиот поет. Значи, кога го гледаме Божјото создание, воскит. Да. Па како тука сега науката и Божјото откровение, дали се надополнуваат или се контрадикторни? Нели зборувавме сега, да. Меѓутоа од една страна го имаме дарвинизмот, нели, еволуцијата, од друга на кој што не учеле генерации наназад, од друга страна па имаме и креационизмот Божи. Значи вака сега кога се говори за објективната наука, значи за оние луѓе кои објективно без примеси на идеологија се занимавале со наука, кај нив нема момент на толкување на нештото. Тие ги говорат нештото такви какви што се. Но веќе во крајот на 18-тиот, почеток на 19-тиот век, особено во рамките на Западна Европа, се развива едно рационалистичко гледиште кое води кон позиција на атеизам, значи негирање на Бог, негирање на Творец и така натаму. И сега, за да тие го објаснат постоењето на овој свет и воопшто на сето она што е околу нас, тие ја воведуваат таа идеологија, според мене тоа е чиста идеологија, иако они велат дека тоа може научно да се подкрепи, но денеска науката не може да ја подкрепи еволуцијата. А што е еволуција? Еволуција е став, пристап или вера. Да се верува дека се тоа што настанало е настанато случајно. Да не одиме многу сериозни теми околу ова проблематика, но тоа е суштината. Значи тие велат нема Бог, нема Творец. Да разоткриеме малку од заблудата. Да. Значи нема Бог, нема Творец, нема промислител. Значи и ова се што постои случајно и случајно е настанато. Значи и сега тие тука ја воведуваат таа нивна мистерија, време, милиарди години, со милиарди години, полека со случајни поврзувања, со не знам некакви влијанија од космосот и така натаму, неорганската природа започна да се организира како органска природа и полека еволуирајќи од по едноставни видови
полека со милиарди години се дојде до човекот и така натаму. Но многу често како контрааргумент на ова, значи стои овој постулат. Дали може, брат Симе, еве, ќе излеземе надвор, на пример, и ќе ставиме куп прашина, куп земја, куп песок. И да кажеме да го вклучиме тој нивен мистериозен момент милиарда години, дали од тој куп песок може тој куп песок еволутивно случајно да се претвори во авион? Не е возможно. Јас тоа истото го велам, не е возможно. Значи, ако не интервенира никој, тогаш материјата е статична, на позиција и ништо од тоа. Тој песок си стои милиарда години, 2 милиарди, 3 милиарди, така. Но прашањето е сега, па кој му овозможил простор на тој песок, па кој му овозможил и време на тој песок? Да, тоа се тие моменти кои се многу битни, но еволуционистите повеќе од идеолошки причини го воведуваат тој момент време и тие милиарди години и луѓето без да размислуваат сериозно паѓаат на таа стапица. Просто не е возможно, особено кога размислуваме за телото на човекот. Колку милиарди години би требало да поминат за да се формира окото на човекот, вакво како што е, или мозокот, или целиот тој принцип на постоење, кога денеска науката навлегува во целиот тој принцип на постоење на организмот на човекот, се воодушевуваат од таква поставеност, како може тоа случајно да биде. И да не влегуваме толку во најсовршеното организирање на органската материја во овој свет, тоа е човековото тело. Да одиме во поедноставните нешто, самата клетка, па како организирана клетката, клеточното јадро, како се дели клетката, или сега генетиката со ДНК, РНК, или космологијата, сите тие галаксии и така натаму, и целата таа поврзаност. Сето тоа е нешто што еволуцијата, односно овој пристап на објаснување на светот, не може да го објасни. Особено не може да објасни смислата на постоењето. И затоа тие сведувајќи го човекот на случајност, тие го деградираат човекот, му ја земат неговата вистинска вредност. Која е смислата на човековото постоење во рамките на таа идеологија? Што правиме ние во овој свет? Така да некој со цел сака да го обезвредни човекот за да оствари некоја своја идеолошка идеја и така натаму. Но тоа е друга тема. И затоа во овој свет постојат овие две концепции, односно два пристапа за доживување на светот, односно за доживување на настанокот на светот. Едната е таа концепција, односно тој пристап еволуционистички, другиот е креационистички, односно креацио. Значи тој пристап кој прифаќа творец, кој прифаќа битие кој е над просторот и кој е над времето и кој го создало се тоа што го создало со конкретна цел, со конкретна смисла и така натаму. Тоа би било на кратко, мислам. Сепак овие теми се во рамките на воведниот курс Училиште за животот и овие теми се поттикнувачки. Значи повеќе се поттикнувачки нашите гледачи се тоа што го слушаат понатаму ни своето истражување и ни својот духовен живот полека да барат едно објективно објаснување. Ова нека им биде поттик, брат Симе, да размислуваат, да читаат, да истражуваат, да споредуваат. На крај би спомнал една мисла од познатиот теолог од 20-тиот век Антони Блум Сорошки, кој вели дека христијанството е единствениот вистински материјализам во кој што материјата не е само мртва субстанца, туку се она што е повикано на обожување. И дека едноставно и самиот свет е создаден како место за поврзување и за средба на Бога со човекот. На кој начин човекот се поврзува со Бог во сета оваа создадена видлива природа? Така, тоа е според мене навистина ова вистинското прашање за крајот на емисијата. Иако денеска науката суштинско го отвара прашањето што е тоа материја. Материја тоа е видлива форма на енергија. А за што е тоа енергија? МЦ на квадрат. Значи, тоа се нешта кои навистина бараат сериозно објаснување, но тоа ќе си го објаснат нашите гледачи во понатамошните своји истражувања, а и ние ќе се потрудиме во идните емисии. И сега, ние, конкретно говорам за луѓето, за
потомците на Адам, за потомците на првиот човек. Значи, нашиот прародител да не отпаднеше, значи да не отпаднеше од таа состојба на постоење, од таа состојба на спокој, на единство со Творецот, од Царството Божјо, просто тој, јадејќи од дрвото на животот, ти ги примаше тие несоздадени божествени енергии, таа љубов Божја или сила на Светиот Дух, кои делуваа внатре во него и во нашата прамајка Ева и во сите оние што требаше да се родат од нив во ваков свет, ама пред падот. И целта на создавањето на човекот од страната на нашиот Творец е човекот како личност да има заедништво со својот Творец преку енергијата на љубовта, преку действието на љубовта, преку действието на радоста, на блаженството и творештвото. И тоа се тие димензии кои потекнуваат кај човекот творечки потенцијал. Значи Бог го создаде човекот да биде сокреатор на креаторот, сотворец од творецот. Затоа што Бог го создаде човекот како на себе сличен во која смисла на зборот, затоа што го создаде по образ свој. Ние сме личност и тој е личност. Ако тој вели за себе дека јас сум оној кој сум, вечно постоечките, ние од него создадените велиме ние сме или јас сум тој што сум, само за разлика од него кој е вечно постоечки, повикан кон вечно постоење. И тоа е она што ова митрополитот Антонија Блум го вели во својата мисла, дека ние сите, први луѓето, па и се што постои, е создадено да има заедништво во таа полнота на Божјата љубов, во таа полнота на Божјиот на тоа Божјо творечко блаженство, во таа полнота на постоењето. Затоа што па постоењето или животот е најголемата мистерија, да бидеш жив, да го чувствуваш, како да кажам, билото или токот на животот во себе си. И тогаш во тие мистични моменти, во заедништво со Творецот, ти разбираш и тајната на постоењето, и мистеријата на постоењето. Зашто си создаден и зашто си создаден да бидеш вечно битие. Вечно битие како сотворец со тоа вечно битие кое го создало сето ова. Но целта на духовниот христијански живот е ова, со текот на нашиот духовен живот, со текот на нашето духовно зреење како личности, да се уподобуваме на Бога и оваа тајна полека, според степенот на нашиот духовен раст, ни се открива на секого од нас внатре во нас. И тоа е и смислата на нашиот живот. Не само да се спасиме, значи првин да се спасиме од оваа падната состојба, затоа и ќе збориме следната емисија за тоа, ако Бог се што е создал како добро, од каде злото, значи следната тема ќе ни биде ова за доброто и злото, од каде доброто, од каде злото. И сега, први ни имаме таа задача да се спасиме, да се ослободиме од ова отпадната состојба, од зло и грев, а примарната задача е да оствариме таа блажена состојба на екзистенција, блажена состојба на постоење во љубовта Божја, во тие несоздадени божествени енергии, во таа тајна на животот кој не повикува за вечно постоење. Убаво инспиративно кажано од Цивица. Јас би сакал да споделам и нешто што скоро го прочитав од старец Порфири Кавсокаливит. Он во секое Божјо создание и во своето обкружување постојано гледал Божјата љубов, така го живеел и својот живот. Јас, читајќи ги неговите дела, но и на делата на светите оци, го чувствувам тој момент, дека сите тие го допреле тој момент на мистерија на постоењето, мистеријата на животот. И кога ќе се надам дека во тој поетски начин на изразување и старец Порфири ја воспел оваа тајна, да. На целото создание он ја воспел, да. Он вели: радувајте се на она што не обкружува, сето тоа не поучува и не води кон Бога. Се она што го кажавме и ние, да. Се околу нас се капки на Божјата љубов, и живите и неживите, и растенијата и животните, птиците и планините, морето, зајди сонцето и звезденото небо. Тоа се мали љубови, преку кои стигнуваме до големата љубов, а тоа е Христос. Јас мислам дека убава порака е за крај на нашата емисија. Слава на животот. Слава на оној од кој доаѓа животот и оној што го промислил животот. Слава на Бога, на Отецот, Синот и Светиот Дух.
повеќе нема што да се кажува кога ќе ја почувствува човек таа слава на постоењето и единственото нешто што излегува од душата, тоа е благодарност. Се надевам дека бевме доволно интересни и во оваа наша трета емисија. Би ги повикал нашите гледачи да ја проследат и следната емисија во која што ќе говориме за доброто и за злото, од каде и што е доброто и од каде и што е злото. Бидете со нас и во наредната емисија. Ако го читаме Светото Писмо, ќе прочитаме дека уште од древни времиња псалмистот со воодушевување ги гледал Божите дела и пеел, славопоел за се она што Бог со толку возвишеност и со љубов го создал. Меѓутоа, интересно е дека тој немал таков увид како што ние денеска имаме увид во макрокосмосот, во микрокосмосот и навистина да се увериме колку е тоа величенствено и совршено создадено да функционира, да биде добро и да биде убаво. Постои една приказна која вели вака: кога Господ го создавал светот, околу него имало 5 ангели. Првиот ангел прашал: од кога Боже почна да го правиш ова? Вториот прашал: а како го правиш тоа? Третиот прашал: а зошто го правиш ова? Четвртиот ништо не прашал, туку воодушевено аплаудирал. А петиот ниту прашал, ниту аплаудирал, туку му се придружил на Бог во создавањето. Сега, кои се овие 5 ангели? Првиот ангел што прашува од кога Боже го создаде ова е историчар. Сака да види како течат, од кога почнуваат и како се одвиваат настаните. Тој што прашува како е научник, што сака да продре во законите на тоа како е создадено. Овој што прашува зошто е философ, сака да ги открие причините за се што постои. Овој што е воодушевен е на некој начин навивач или со денешни зборови кажано фан, некој симпатизер што ги сака сите тие нешта што се создадени. Меѓутоа, овој петиот според мене е вистинскиот ангел, уметник, творец, со создателот, со творецот и креатор со креаторот. Секој од нас има можност да биде некој од овие ангели, може да биде и некој друг ангел, но највеличенствено е ние да бидеме сотворци со Творецот, со креатори со креаторот, затоа што ни се дава таква можност.